Без додатоци за работа во смена, празници, минат труд, исплата на плата од 100 денари до 15, а до крајот на месецот и остатокот на минималецот. Вака чуварската служба на општинските згради вработени во НИКОП обезбедување ги добивале месечните приходи. Станува збор за 163 вработени, кои деновиве биле под притисок да потпишат спогодбени откази. Службата за општи и заеднички работи и НИКОП тендерот го имат склучено во 2021. Истиот е валиден до септември 2024 или до исцрпување на средствата во висина од 200 милиони денари. АМПЕ открива дека истиот е со назнаки деловна тајна и побара владата и конкретната служба да одговорат зошто не реагира и покрај толкуте неправилности. Од владата па категорични дека нема да коментира детали кои се однесуваат на политиките на приватните компании. Но АМПЕ децидна дека договорот ги обврзува да внимаваат дали се кршат работничките права. Не може да се оградува владата, бидејќи во договорот, самиот договор се имаат подпишано каде што вела дека ќе се следат законските прописи. Не може да се оградат ниту дека договорот е склучен на 3 години, работниците се со важечки договор. Од НИКОП тврдењата на Гласен текстилец ги оценија како тенденциозни и непрофесионални, а новата прераспределба се должела на намалувањето на часовите, односно од 24 сега на 12 часовно физичко обезбедување. Минатата недела Сдруженијето достави барање за инспекцијски надзор и сега се чека одговор од Државниот инспекторат за труд и Управата за јавни приходи.